Обезбедувањето во училиштето Гоце Делчев во Неготино, каде две ученички брутално тепаа малолетничка. Не стигнале навреме да го спречат инцидентот. Тепачката била од задниот влез надвор од училишниот двор. И затоа според ресорното Министерство за образование немало и дежурни наставници, кои можеле да реагираат и да не дозволат ситуацијата да ескалира. По скандалозната снимка која ја шокираше јавноста, настанот е пријавен во МВР, а вклучено и обвинителството кое случајот го води како насилство. Од полицијата вела дека на распит ќе бидат повикани сите инволвирани. Денеска пак на советување кај училишниот педагог биле 9 одделенките кои се тепаа и нивните родители. Стана збор за случај во кој што има голем број на соученици кои што го следат случајот, меѓутоа се наблюдувачи, не прават нешто повеќе за да го спречат. Токму затоа велам дека во образовниот систем потребно е да се даде поголема улога на воспитната дејност. За социолозите и лицата кои се занимаваат со емоционалниот развој на децата е нејасно каде биле родителите и училиштето да реагираат доколку ученичките во тепачката и порано имале намалено поведение. Прашуваат зошто родителите плаќаат обезбедување на училиштата, кога покрај неготинскиот случај има и други пријави на насилства меѓу ученици. Имаме дојави за такви случувања и во многу други училишта кога деца малтретираат деца и никој е немоќен. Наставниците се немоќни, родителите се незаинтересирани или се на страна на детето што е буквално агресор и сето тоа се прикрива. Министерството за образование треба навистина да поведе на многу добра анкета и многу добро истражување какви наставници работат во училиштата. Какви воспитувачи работат во училиштата, дали во училиштата се воспитуваат децата или се оставени сами на себе. Од Министерството за образование вела дека има многу училишта во државата кои не ангажирале обезбедување, бидејќи тоа не било законска обврска. Случајот со бруталното тепање на ученичка во Неготино е сериозна опомена до сите учесници во образовниот систем, вклучително и родителите и децата, дека вакво насилство не смее да се повтори.